Добро, прво сакам да ве поздравам сите, да ви се заблагодарам што сте тука денеска со нас. Денес за прв пат во историјата на македонската демократија се случува еден предизборен договор меѓу една македонска и една албанска политичка партија во нашата земја. Точно е дека се работи за технички договор, за взаемна подршка на предстојните локални избори, но во секој случај мислам дека се работи за еден нов квалитет на политичка сцена и во политичките односи во Република Македонија. Кои беа мотивите и причините што не наведува на една ваква одлука? Ги има повеќе, во оваа прилика ќе споменам само три. Прво, економско-социјалната состојба во земјата која што е катастрофална, има тенденции да стане уште полоша. Второ, Македонија од ден во ден станува се по-недемократска држава. И трето, евроатлантските перспективи на нашата земја се целосно и трајно блокирани. Предизвикувач или виновник на ваквите состојби е пред се власта во земјата и никаков пробив или прогрес, напредок во било која од овие области не може да се случи без промена на власта и без пораст на незините политики. Првиот чекор во остварувањето на таа цел се престојните локални избори и победата на опозицијата на тие локални избори. Се разбира дека постојат разлики помеѓу нашите две партии, дел од тие разлики се сериозни, ќе обстојуваат и во иднина. Еве самиот ќе споменам една од нив, тоа е на пример нашиот однос кон Охридскиот рамковен договор за Социјалдемократскиот сојуз. Клучот за стабилни и добри меѓуетнички односи е целосно и доследно спроведување на Охридскиот рамковен договор. Според она што имавме прилика го слушнеме од страна на ДПА, тие сметаат дека тоа е недоволно, дека тоа е надминато, дека се потребни промени и надградување, меѓутоа во тој дел господинот Тачи ќе го каже нивниот став. Во секој случај, ова е само еден почетен чекор во еден процес на заемна соработка. Ќе продолжиме и во иднина да ги анализираме, да ги споредуваме аргументите од едната и од другата страна и можам да кажам дека како за почеток јас сум навистина оптимист. Помеѓу мене и господинот Тачи во минатото имало сериозни разлики, сме биле жестоки политички противници, јавно сме се обвинувале, критикувале, сме се фатувале еден друг тешки зборови и тоа е познато на целата македонска јавност. И сега можете да заклучите до кој дереже е доведена Македонија денес под власта на оваа влада, во која катастрофална состојба е целата земја, кога вака жестоки политички противници рекла дајте да оставиме разликите на страна, мора да се соработува, држава мора да се врати во нова населба. Овде не се работи за непринципиална коалиција меѓу СДСМ и ДПА. Ова е доказ за погубната политика на актуелната власт. Вие тврдите дека немате што ново да понудите. Всушност, да ви кажам една работа, дека најновата работа што треба да се понуди на оваа држава е да прекине ова лудило што се случи. Македонија во сите елементи оди во народна линија. Она што е многу битно е да станеме повторно нормална демократска држава во која што ќе се решаваат економско-социјалните проблеми на граѓаните, во кој што ќе има демократски начела што сите ги почитуваат, во кој што нема да ве затвараат вас новинарите и нема да ве прекаат од работа вас новинарите, кои ќе има целосна слобода на јавно изразување и една многу битна работа секој граѓанин на оваа земја ќе знае дека има јасна перспектива, а тоа е дека оваа земја ќе си го најде своето место во членството во НАТО, Алијансата и Европската унија. Ако ова не е ново во споредба со политиката на актуелната власт, тогаш не знам што е помало. Може да кажете на терен како ќе функционира практично предизборен договор? Само да може нешто да додадам во вашето прашање. Може да Која е символиката на листата на сметавање денеска и ќе го следите? Значи, идот денеска во некои десниците едни спекулации, кои што се надам нема погрешно да сватите, да се видите веќе во меѓујавно во смислу дека место избрано со некаква политичка порака. Причината е многу едноставна, собственикот на овој објект е наш заеднички пријател и независно едно друг често пати сме доаѓале или сме спраќале дека тоа сме на пропатување кон Охрид или со некоја друга дестинација.
Инаку, апропо шпекулациите кои што беа пласирани, би сакал да го поставам прашањето. Дали тоа значи дека тоа што се стекаа со представници на политички партии во Александар Палас, некој може да искористи да каже ова значи дека ја прифаќаме политиката на антикризација промовирана од страна на Митрополица. Може ли на терен да ни кажете како се случи? Тоа ми е битно. Објаснува на народот. Накратко, бидејќи се работи за договор за техничка соработка и заемна подршка, мислам дека се непредвидени представниците на ДП тоа јасно го соопштија, во оние општини каде што согласно етничката структура едноставно нема можност да победи кандидат од македонска етничка припадност, соодветно тоа ја одредување на социјално-демократскиот сојуз односно опозиционен фронт, ние ќе бидеме подготвени да го поддржиме кандидатот промовиран од страна на ДП. Обратно, во оние општини каде што заради етничката структура на населението нема можност градоначелник да биде избран од редот на етничките албанци, во тој случај ДП-а, јас се надевам и други политички партии со албанска провиненција кои што би се придружат на ДП-а во наредниот период, ќе дадат поддршката на нашите. Од моментот кога највисокото партиско тело на ДП предварена донесе одлука нели позитивна за ваквата коалиција, така да речам, иако и во минатото ви се спомнувале вашите имиња многу често, мислам дека најчесто се спомнуваат како име и презиме Бранко Црненковски и Менчо Тачи, претежно во негативен контекст. Како го доживате тоа? Како полнење на вашето политичко его или поинаку? Нити ја, нити господин Тачи не сме наедни. Ние точно знаеме дека денеска ќе стартува една канонада од негативна кампања, црни спотови, напади, подсетувања, конструкции, лаги, се разбира, нарачани, смислени од Центарот за лаги и комуникација на Домот за Топкавање, потоа преку медиумски постави кои ќе се пласираат во јавност. Тоа што во изминативе неколку дена беше таргетирано на односите и соработката помеѓу СДСМ и ВМРО Народна, стрелата обвинение господин Георгиевски, од денеска ќе гледаме нов филм во Македонија, тоа ќе биде филм за мене и господин Тачи, за СДСМ и ДП. Јас сакам следно го порачам. Преку оние кои што тоа го нарушуваат и тоа го прават. Слободно продолжите со вашата негативна кампања. Измислувате, лажите, конструирајте, обструирајте. Додека вие се бавите со тоа, еден факт е непобитен. Тоа е дека Македонија се обединува против оваа власт. Од ден во ден, опозициониот фронт станува се поширок, се посилен, тоа е процес што е тргнат со бично.